Добро вечер, почитувани гледачи. Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве ги настаните што го одбележаа денешниот ден. Од овој месец стопанството ќе плаќа значително пониски глоби за прекршоци во работењето. Според премиерот Груевски, диаспората е значајна за развојот на Македонија и треба да има свои представници во парламентот. Ке се решава проблемот со заматувањето на водата од градскиот водовод во Кавадарци. Новиот закон за општа управна постапка позитивен за граѓаните, но и за фирмите кои се појавуваат во управната постапка. Законот има за цел да обезбеди побрзи и поефикасни управни постапки. Со ова комплетно е заокружена реформата на јавната администрација. Законот за општата управна постапка е процесен закон кој има за цел да обезбеди побрзи, поедноставни, поефикасни и поекономични управни постапки. Тој беше донесен заедно со Законот за прекршоци и Законот за парнична постапка. Тие носат низа новини кои се од интерес за граѓаните, но и фирмите кои се појавуваат во управна постапка. Со ова, комплетно е заокружена реформата на јавната администрација. Се работи за закон кој што обезбедува голем број на позитивни работи за сите странки кои што доаѓаат во допир со државните институции. Сите институции интензивно работат на усогласување на законите, формирање на еден правен амбиент за да може да се ползува законот за општа управна постапка и паралелно со градење на кадровите капацитети во однос на обука на сите вработени за применување на овие нови законски норми и начала кои што се од голем интерес и за граѓаните кои што доаѓаат како странки и за стопанските субјекти кои што исто така се предодредени на соработка со државните институции. Новиот закон за управна постапка има за цел да ја минимизира бирократијата, непотребниот формализам и одолговлекувањето на постапките преку досегашните заклучоци за прекин, да ги скрати роковите за донесување на актите и слично. Со тоа, законот ќе обезбеди и намалување на потребното време и административните трошоци на сите учесници во постапките. Исто така, за прв пат системски се уредува водењето постапка преку јавен орган. Премиерот Никола Груевски испрати порака до другите политички партии во Македонија, во никој случај да не ја потценуваат диаспората, потенцирајќи дека бројот на пратеници од диаспората треба најмалку да се триплира, а не да се елиминираат и сегашниве. Диаспората не значи само огромна финансиска помош за своите блиски во Македонија, туку значително придонесува и во развојот и промоцијата на македонската држава. Диаспората и помага на нашата држава преку ширење на македонската култура и историја во светот, со политичките и економски лобирања, како и преку помали или поголеми инвестирања во својата родна земја. Во бројни ситуации кога се боревме да привлечеме компании во Македонија, различни здруженија на диаспората ни отвараа врати на многу места, лобираа и помагаа колку што можат. Немојте да го потценувате нивниот труд. Независно што мал дел од нив гласаат, ќе ги погоди и оние кои гласаат, и оние кои од различни причини во овој период не гласале. Барањата за сведување на работата на ниеден или најмногу еден пратеник од диаспората ќе испрати лош сигнал до најверните наши поддржувачи, потенцираше Груевски. Најновите притисоци кои доаѓаат кон нас, а во правец да се елиминираат пратениците на диаспората, заради калкуланско дневни политички ситни интереси, ќе оддалечи од нас оваа структура на луѓе која непрестојно и во добри и во тешки времиња помага на Македонија. Малиот символичен број нивни представници во парламентот, според премиерот, им значи на македонците во диаспората. Поради оваа причина, бројот на нивни пратеници не само што мора да се задржи, туку може и да се зголеми. Од овој месец стопанството ќе плаќа значително пониски глоби за прекршоци во работењето. Така, например, ако инспекторите при редовните контроли утврдат дека компанијата навреме не поднела образец за годишен данок на приход, казната која досега изнесуваше 2000 евра се намалува на износи кои се движат од 300 па се до 900 евра, во зависност од економската моќ на претпријатието.
поголема свест ке работодавачите помали глоби. Ова е само еден од коментарите по стапување на сила на владината одлука за намалување на висината на казните. Од утре доколку инспекторите утврдат прекршување на законот, компанијата и одговорното лице ќе поминат само со опомена. Постигната целта на Сојузот на стопански комори и барањето на сите правни субјекти во Македонија, бидејќи збориме за процентуален дел од законските казни согласно големината на правниот субјект од аспект на број на вработени и од аспект на приходи. Така да на постоечките казни што ги викавме нели 1000 евра, 5% тоа е казна од 50 евра, 10% 100 евра. Доколку при повторната контрола се утврдат неправилности, тогаш неизбежна е глобата. Висината ќе зависи од големината на компанијата. Пресметките покажуваат, малите компании ќе плаќаат глоба намалена за 7 пати, додека за економски јаките намалувањето е за 3 пати. Од Сојузот на стопански комори, на чија иницијатива се донесени измените, очекуваат и оваа промена да оди во насока на обезбедување на поволни услови за водење на бизнис и поголема ликвидност, особено на малите и средни предпријатија. За да може оваа владена мерка да стапи на сила, измени беа направени во 20 на закони. Мигрантите кои влегуваат во Македонија од 5 август ќе се регистрираат по електронски пат. Во моментов интензивно се работи на подготовка на софтверот со кој процесот за издавање потврди за азил ќе се забрза. Мигрантите кои влегуваат во Македонија ќе се регистрираат по електронски пат. Од 5 август се воведува електронска регистрација, информира пограничната полиција во Гевгелија на состанокот одржан со овластените превозници на бегалците. Во моментов интензивно се работи на подготовка на софтверот, со кој ќе се забрза процесот за издавање потврди за барање азил. Како што соопштува командирот на пограничната полиција Митко Илиев, времето за престој на мигрантите во Гевгелија ќе се скрати и ќе се забрза нивниот транспорт од Гевгелија кон Куманово и Табановце на македонско-српската граница. Овој начин на регистрација за добивање дозволи за престој ќе се врши во специјалниот прифатен пункт за бегалците, кој се гради во просторот на железничката станица во Гевгелија. Средствата за изградба ги обезбедува УНХЦР, а локацијата е одобрена од општина Гевгелија. За такси возилата со кои бегалците се превезуваат до Табановце ќе бидат обезбедени и времени паркиралишта, чија локација ќе биде во близина на пунктот. Преку заеднички проект на општините Кавадарци, Неготино и Росоман ќе се решава проблемот со заматувањето на водата за пиење која доаѓа од изворите Лукар 1 и Лукар 2. Водата е здрава и квалитетна за пиење, а заматувањето доаѓа во текот на зимните месеци поради обилни врнежи и топењето на снегот. Ќе се решава проблемот со заматувањето на водата за пиење во Кавадарци, а со тоа ќе се подобри квалитетот на водата, односно трајно ќе се реши сезонското неизино заматување кое доаѓа од зафатите на изворите Лукар 1 и Лукар 2. Овој проект е заеднички и за општините Неготино и Росоман, кои исто така ја користат водата од регионалниот водовод. Станува збор за еден од поголемите проекти кои имаат за цел подобрување на водоснабдувањето во општината. Досега за таа цел се издвоени околу 7 милиони денари сопствени средства, а дополнително ќе се издвојат околу 3 милиони. Нашите идни планови со директорот на јавното предпријатие да конечно го решиме и проблемот со сезонското заматување, со инсталирање на одреден систем, можеби во горниот, меѓутоа се повеќе превагнува во долниот дел на водоснабдителниот систем. Основната цел е да тој систем се користи во периодите кога имаме периодично заматување за луѓето од Кавадарци да конечно пијат здрава, квалитетна и бистра вода. Во тек е ремонт на филтрите за вода за пиење од регионалниот водовод Лукар кои се поставени на Стара река, а се поставуваат и механички филтри со кои повеќе нема да има заматување на водата од системот Лукар. Со тоа граѓаните од Кавадарци, Росоман и Неготино дефинитивно покрај редовно квантитативно ќе имаат и целосно квалитетно водоснабдување. Противпожарната единица и одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи континуирано вршат директни средби со граѓаните со цел да се заштитат домовите од евентуални пожари или кражби.
Превентивни мерки за поголема безбедност во случај на подолго отсуство од домот, односно исправна хидрантна мрежа и чисти оджаци за избегнување на било каква опасност од пожари кои би нанеле огромна штета. Во домен на своите надлежности в противпожарната единица и екипа на секторот за внатрешни работи континуирано организираат директни средби со граѓаните. Целта е да се заштитат домовите од евентуални кражби или пожари. Одсекот за превенција неколку години наназад го спроведува проектот, особено во летниот период кој е карактеристичен по годишните одмори. Искуството од големиот број на расветлени случаи за провални кражби, полицијата директно им го пренесува на граѓаните. Во рамките на проектот се организираат советодавни групи со граѓани, се организираат трибини и останати превентивни активности, од кои што би ги споменала делењето на флаери со едукативен материјал, соодветен на проблематиката која што се обработува. Потоа се излегува на терен и директно на лице место се разговара со граѓаните пред нивните домови, односно пред нивните куќи или стамбените објекти. Се разменуваат мислења во однос на нивните забелешки, но и нивните препораки и сугестии во која насока би можело заеднички да придонесеме за зголемување на безбедноста. Противпожарната единица веќе подолг период остварува средби со претседателите на куќните совети. Неисправноста на голем дел од хидрантските мрежи во станбените згради представува огромен проблем за пожарникарите во случај на интервенција. Мојот предлог беше да ми направат една архива во зградата каде во кои спратови има луѓе што се со посебни потреби, односно неподвижни луѓе, и што чуваат у подрумските простории, односно запални материјали, од нафтени деривати, бензини, алкохол, плински уреди и така натака. Значи, сето тоа да ми го достават за кој би оделе на интервенција нашата единица, да имаме една архива каде што ќе знаеме дека на 5 спрат има човек неподвижен и ќе обрнеме поише внимание за да го спасиме тој човек. Пожарникарите со препораки до граѓаните за редовно очистење на оџаците во летниот период, бидејќи наталожените саги можат да бидат причина за пожар. Истовремено треба да се врши редовна проверка на функционалноста на громобранската инсталација. Во Кавадаречко се снимаат тиквешки народни приказни, проект кој се подготвува веќе подолго време, а се снима на повеќе локации во Тиквешијата. Првата приказна беше снимена во селото Мрежичко, а учествуваат актери од аматерскиот театар при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Започна снимањето на серијалот Тиквешки народни приказни во Кавадарци. Во Кавадаречкото село Мрежичко беше снимена првата епизода Умната мома, дел од проектот Тиквешки народни приказни на актерот Диме Коцевски, кој воедно е и сценарист и режисер на приказните, и фотографот Тони Коцев, кој е во улога на извршен продуцент и директор. Проектот се подготвува веќе подолго време заради барањето на приказни и локации низ селата ширум Тиквешијата, се со цел целосно да се долови автентичноста на приказните. Покрај Коцевски во приказната Умната мома ќе ги видиме и актерите од аматерскиот театар при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, Милица Гочевска, Никола Колев, Видан Станоев и Симона Богева. Приказните ќе продолжат да се снимаат и во наредниот период, но засега се уште не се знае каде истите ќе бидат емитувани. Постапката за присилна наплата на радиодифузна такса ќе отпочне наскоро. Невреме ја зафати Македонија во попладневните часови. Постапката за присилна наплата на радиодифузна такса ќе отпочне наскоро, најави управата за јавни приходи. Затоа ги повикуваат сите граѓани и фирми кои имаат заостанат долг да го подмират во најкусможен рок, за да не дојде до блокирање на трансакцијските сметки, со што обврзниците би се изложиле на дополнителни трошоци. Состојбата, односно долгот што секој обврзник го има кон управата за јавни приходи за радиодифузна такса, е наведен во решението што се доставува секој месец, а дополнителна проверка може да се врши и преку бесплатната електронска услуга радиодифузна такса.
Денес во попладневните часови голем дел од нашата држава е зафати невреме, пропратено со пороен дожд, грмежи и појава на град. Најинтензивни врнежи имаше во Вардарскиот и Пелагонискиот регион. До крајот на денот нестабилното време се очекува се задржи на повеќето места. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека ваквото време ќе продолжи во утрешниот ден, посебно во попладневните часови кога се очекува да биде зголемен интензитетот на врнежите и бројот на електричните празнења. Повеќе од 20 шумски пожари веќе 5 ден ја уништуваат Калифорнија. Атинската берза повторно отворена за тргување, предизборна кампања во Канада. Ова се најновите случувања од светот. Повеќе од 20 шумски пожари веќе 5 ден ја уништуваат Калифорнија. Површината зафатена од нив е двојно поголема. Изгорена е површина од 21.853 хектари, источно од градот Ловер Лейк. Над 20 куќи се уништени, а доколку огнот се прошири уште повеќе на запад, во опасност се околу 5000 куќи и згради. Повеќе од 9000 пожарникари се борат со огнената стихија, а илјадници луѓе добија наредба за евакуација и предупредување за подготовка да ја напуштат стамбената зона, западно од најголемите пламени во Северна Калифорнија. Пожарникарите успеале да стават под контрола и да спречат понатамошно ширење на само 5% од пожарите. Во борбата против пламените јазици, вклучени се и авиони на Националната гарда. Од саботата поради пожарите во кои загине еден пожарникар, во Калифорнија е прогласена вонредна состојба. Канадскиот премиер Стивен Харпер го распушти парламентот и распиша избори за 19 октомври и со тоа официјално почна предизборната кампања во Канада. Таа ќе трае 11 недели и Харпер ќе се бори за 4ти последователен мандат. Главно место во неговата кампања ќе бидат економски прашања. Ке събираат вкупно 338 членови на парламентот, што е за 30 повеќе во однос на минатите избори. Анкетите укажуваат дека тоа ќе бидат неизвестни избори на кои сила ќе одмерат владејачката конзервативна, опозицијската Нова демократска и либералната партија. По 5-неделен прекин на тргувањето, Атинската берза од денеска почна повторно со работа. Прекинот беше предизвикан од воведувањето контрола на капиталот во државата со цел спречување на одлив на средства. По отварањето на главниот индекс, Атинската берза регистрираше загуба од речиси 23%, додека акциите на Националната банка на Грција, најголема комерцијална банка во државата, се намалени за 30%. Последен пат, Атинската берза беше отворена за тргување на 26 јуни. Одбојкарите втор пат ја победија Австрија. Јотовски поразен во финалето. Вардар го доведе најдобриот стрелец од Арменската лига. Македонската одбојкарска репрезентација втор пат поред ја победи селекцијата на Австрија во надпрва од Европската лига. Како и во првиот, така и на вчерашниот дуел, лесно без многу проблеми со максимални 3:0 или по сетови 25-22, 25-18 и 25-22, дојдовме до посакуваните 3 бода. Со оваа победа Македонија се искачи на второто место на табелата и ги зголеми шансите за настап на завршниот турнир во Полска, на кој учество покрај домакинот ќе земат и двете првопласирани екипи од групите и подобрата второпласирана. Најдобриот македонски тенисер Томислав Јотовски загуби во финалето на Фјузерс, турнирот кој се играше во Тунис од чилеанецот Кристобол Корвалан со 2:1 во сетови. Ова беше нова четврта шанса за Јотовски да ја освои својата прва титула во сингл конкуренција по загубеното финале пред неколку месеци во Брчко. Со пласманот во финалето нашиот тенисер заработи 10 ATP поени. Мексиканскиот фудбалер Цезар Ромеро потпиша договор со македонскиот шампион Вардар. Напаѓачот настапуваше во ерменското првенство во тимот на Пјуник, каде што минатата сезона беше најдобар стрелец во првенството. Ова е 8 засилување за Вардар сезонава, а Ромеро потпиша договор на 1 година. Арсенал го освои првиот трофеј сезонава. 2 нови светски рекорда на светското првенство во пливање во Русија. Меѓународен спорт.
Во текот на вчерашниот ден беше одигран Суперкуп надпреварот во Англија, така наречениот Community Shield, во кој се сретна екипите на Арсенал и Челси. Надпреварот заврши со победа за Арсенал од 1:0, а единствениот гол на надпреварот го постигна Алекс Чемберлен по асистенцијата на Тео Волкот. Ова е прва победа за Арсенал против тим кој го предводи Жозе Мориньо. Американската пливачка Кейти Ледецки на светското првенство во пливање кое се одржува во Кајзан, Русија, постави нов светски рекорд. Таа во дисциплината 1500 метри слободен стил во квалификациите го подобри со освоениот рекорд за 65 стотинки. Ледецки е бранител на златниот медал од последното светско првенство во Барселона. Претходно на првенството во Русија беше срушен уште еден светски рекорд. Во дисциплината 100 метри пеперутка што јанката Сара Сиестром делницата е мина за 55 секунди и 74 стотинки. Денеска имавме претежно облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.